dojde vreme kога во гроб треба да се населиме. Таму каде што заедно легат стареви и сиромашни. Затоа аз мислам пред нас, ради кој упокои со добави човекојство. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниже и пресно и во веки веков. Амин. Пресвета Богородице, за времена мојот живот не оставај ме, на човечко застапништво не доверувај ме, но ти сама застапи се и помилуј. Бог да ги прости.
Onije koji što živjat na zemljama, Bogu
mnogo ljudi koji živjeli u kratko, a ima ljudi koji živjeli po 100 godina. No, dolgovečnosta ili kratkovečnosta u životu tuka na zemljata ne je nikakva garancija deka čovjeko se spasi i deka se žive večno od Carstva nebesno u raju. No, večno može da žive u adu, odnosno u pekovu. Zato večnost je nasipljena, garantirana, to je jedna razlika etnične žive zajedno, bogato mišljeno, Otecot i Sinog i Svetog Duhu, Majka Božja, Sveti Angeli i Svete Sveti, a drugi će žive su satanata i su njegovite angeli, demonite. Pa zato i ukažu vam Gospod na ovije nešto neka Bog ne je Bog na tako koje Bog na živite, a živite li site i živite site onije koji veruvali u Boga i ovo se nije do narodite i slušate na nešto svete evangelije. Imeno, braće i sestri, postavljaju zavet, znajte neka Gospod doslovno čovjeku za večer život, a ne za umiranje, no mu dao jedna i jedinstvena zapoved, da ne radi zabranetno Bog, da se veće mu rekao Gospod, pokudete pusti i će umre, a Adam i Eva ne posluša i ne izvršuje jedinstvena zapoved, da ne radi zabranetno Bog, i kako povedi se apostol Pavle i Alija i umreja, a preko njih nije po njimi potomci, naslednici, mirni i nije grešine i nije umirane. No, poradi to što Gospod pogodljubi čovjeku, pogodljubi svijetu i posaka večno da žive tokom zaradi toga Sinov Boži poblagovolenije do na Otecot, blagovoli da izleze od prekratnice na Otecot i da se simne i da se poniži sebe, da dojde na zemlju, da se pokloni, da vidi telo presveta Bogorodica, jednako ponaša telo vse, posebno grevo i той е знана Христос нашия Бог и Спасител, да винаги човек от грехът и смъртта, преко доброволното страдане на кръст, прояванието на своята света кръст. Ете, толкова за това Господ, откако доброволно пострада, откако беше разнат на кръст, откако е проля своята света кръст, го изроби човек от грехът и смъртта, а потова беше погребан и уступил ден, како што беше предвидел и пророкувал, кажал, воскреснал од мртвите, а во 40-тиот ден се вознесол на небесото и седнал одесно на Отецот, за тоа ја прославил нашата човечка природа, седејќи одесно на Бога Отецот. Браќи и сестри, ние знаеме дека човекот, како што Христос, нашиот Бог и Спасител, ни јавува, е создаден за живот вечен. Слушнахме од Евангелието на парасата сега што го читавме, дека Христос е небесниот лев, кој од небото слезе и се воплоти, стана човек. И така Господ, не сакајќи да го остави човекот, луѓето да бидат силаци, како привлече на апостолите, нема да бе оставам силаци и ќе бидам со вас до крајот на светот, а така ја останови светата тајна причес, односно Евхаристијата, приносот на Велики четврток, на тајната вечера, покажувајќи на апостолите, на легот и вели ова е моето тело кое за вас се прекршува за прошка на гревовите, а потоа покажувајќи на виното вели ова е мојата крв на новиот завет која за вас и за мнозина се пролива за прошка на гревовите и правете во
славутни задушници почесто да укажуваме на тоа дека треба најнапред да се дојде во храмот Божи и тука да се биде на литургијата. Тоа значи да се молиме за покој на душите на оние што починале со вера и надеж за воскресение на мртвите, од мртвите. А затоа ова литургија е многу позначајна, отколку да се оди на гробиштата. Не е недозволено да се оди на гробиштата, туку прво тука, на заедничка, божествена литургија да видиме, зашто кажа Господ наш Исус Христос дека се што ќе побарате од мене, се ќе ви биде исполнето, а таму каде што се собрани 23 во моје име, таму сум и јас. Укажувајќи на литургијата на кога се собираме не 23, туку стотици и јадници, и таа молитва на литургијата е најсилната молитва и исполнителна молитва. А ние што просиме на овие молитви на божествените литургии, како што и ова за покој на душите на починалите? Просиме или бараме прошка на гревовите, што би направиле нашите браќи и сестри, кои умрле со надеж во воскресение и за вечен живот. Просиме Господ мир, да ги прости гревовите и да ги настави мирите души само што се настаните и душите на праведниците. Но покрај тоа треба ние да бидеме заедно с они. Затоа имаме прилика да видиме дека дел од вас денеска се причестига. Тоа значи денеска духовно се причестува нашите покојни. А ние, ако не се причестиме на денешниот ден, не сме сони. Значи, не сме сакале да бидеме заедно сони. И некое чувство кај нашиот народ неоправдано, како мртвите да се нешто заборавено, како нешто да се тажно, како нешто да се нескрето, како нешто да се туѓо, а не наше. Мртвите се наши најблиски и тие се молат за нас. И тие нема што друго таму на небесата да прават, освен ако заслужат Царството небесно, за нас да се молат. А ние никако да се молиме за нив, никако да бараме прошка за нивните гревови, никако да доаѓаме на овие литургии за упокоените во храмот Божи, за да бараме прошка за нивните и за нашите гревови. И така треба да укажете на сите ваши близки, роднини, пријатели, дека треба на овие задушници, на секои задушници, задолжително да ги исполниме постановите, зашто затоа и многу рано ја случиме божествената литургија. За да имате време, после литургијата, поете на гробот да се полеат гробовите со вино. А овде се молиме за душите таму, каде што се нивните тела да се прелеат гробовите, за Господ да се спомне дека тие мирни тела, кои се распаѓаат во гробовите и се расчинуваат, како што вели Светото Писмо и во Стариот и во Новиот Завет, еден ден ќе воскресна, ќе се соберат тие честички на покојните, а како и тие да се промениле, дали изгореле или вода ги отнело, или животни ги изели, и било што, пак тие како магното што ги собира љубениците од железото, така ќе ги собере и повторно телата на починатите ќе воскресна, односно ќе оживеат, само нема да бидат распадливи како нашите тела или како нивите што се сега, туку ќе бидат продуховени, како што било телото на Христа нашиот Бог и Спасител по воскресението. И тие се лесни, продуховени тела, тие се духовни тела, тие се тела во кои или храмови на Светиот Дух, во кои живее Светиот Дух. Да се помолиме, браќа и сестри, за покој на душите на сите наши браќа и сестри, архиереи, свештенореи, светоноси, ѓакони, монаси и
Амин.